Монументите на нахалноста, чија цврста политичко-криминална градба се дезавуира како лошо изработен и неисушен керпич, добиваат особена специфика кога за грешките кои ги имаат направено. Доскорешните стопани ги обвинуваат кираџиите, барејќи од нив, да не зборуваат гласно за недомакинлукот, туку да продолжат на истиот начин, да ја шминкаат реалноста. Се работи за 4 години стар објект. Вие дома 4 години да живеете, по нешто ќе ви се расипе, ќе мора да го поправите. И тие што се таму им советувам, тоа што ние сме го изградиле да почнат да го кречат, ако имаат способност барем нешто да искречат. И нека ја најдат дупката кај во кровот и нека ја затворат. Толку дупки се појавуваат од горе што најдобро би било да му се стави штопна на небото, но што да се прави кога водата продири од оздол. Во Дојра ниту се кренале силни морски бранови од тие езеро, ниту го удрило не дај Боже цунами, а сепак на брегот се евидентни остатоци од руина. Тоа е сведоштво на скапите лични и политички промоции, кои не додржуваат ниту еден цел градоначалнички мандат. Тоа е поради надоаѓањето на самата вода, меѓутоа и поради, мора да напоменам дека е изработката на самата патека направена на многу неквалитетен начин и тоа придонесува за рушењето. Оттаму звучат навистина несериозно жалопојките на лицето кој кумуваше на сета оваа филозофија, на човекот кој функционираше како драгстор за идеи. Можеби тој се надевал дека ќе се одмори, дека го чека заслужена пензија, но просто е неверојатно дека по толку самопрегорен ангажман и вложен труд не сватил дека секој што работи греши, а тој што многу работи, многу греши. Затоа и се бара од него повторно да се докажува. Например, за следната недела, за 3 различни предмети, имам од понеделник до петок секој ден рочиште. А на заев го закажуваат на 2 месеци. Можеби во овој сегмент се уште нема веродостојни следбеници на таа идеологија, но во другите сфери, обитолската градоначалничка сега и во друг македонски град, на истата прва буква, се надзира таа желба да се докаже дека се чувствуваат промени, дека животот доаѓа за сите. Се разбира, најбргу за членовите на сопственото семејство. Во првите 100 дена градоначалникот на Берово постигна многу. Избрака од работа 20 на лица, а на местото на бремена наставничка си ја вработи сопругата. Ниту еден не е избркан од работа, туку на сите им престанаа договорите за работа. Мојата сопруга е професор по математика и физика и работи на едно од тие места, така да точно е дека таа е ангажирана. Токму затоа на политиката и се потребни не само луѓе, туку најважно принципи. Тие се столбот на системот кој треба да држи, бидејќи во спротивност, празната реторика без практични примери е дежави, бесконечно повторување на истите случаи, шлефување во место. Ние сме како точак, додека вртиме, некако стоиме право, а застанеме, ние паѓаме како систем. И на крајот, се додека штендерот е спуштен и упорно се одбива да се стават нозете на педалите и да се заврти, за секој што го грабнал седиштето, ќе се има истиот впечаток. Ова е држи буре воду док мајстори оду работа. Слабоста на секое буре е во чепот. Вистински мајстор е само оној што е способен цврсто да го стегне или да има чувство кога треба да се смени, за да престане неповратно да тече.